Добро вечер. Во оваа емисија за импактот што го има израелско-американскиот напад на Иран, но и последиците за регионот и Македонија. Имаме и ексклузивни снимки и фотографии од Куба, интервју на човек кој што неодамна престојуваше таму. Останете со нас. Фотографијата од српски воени авиони МиГ-29 наоружани со кинески суперсонични балистички ракети ЦМ-400 АКГ го возбуди регионот. Ракетата воздух-земја со дострел до 400 км и брзина тешка за пресретнување, некои хрватски политичари ја нарекоа загребчанка, затоа што истрелана од српска територија може да стигне до главниот град на Хрватска. Загреб ја смета набавката на ваквите ракети за закана за регионалната безбедност. Минатата година Хрватска, Албанија и Косово потпишаа декларација за одбранбена соработка, а Србија тоа го протолкува како воен сојуз против неа. Хрватска веќе го врати, а Србија најави враќање на задолжителниот воен рок. И едните и другите сериозно се наоружуваат. Србија многу повеќе, но Хрватска го има НАТО зад себе. Следува ли нова трка во вооружување и како тоа ќе влијае на безбедноста во регионот? Повеќе од Срđan Стојанчов. Една фотографија од кинески суперсонични балистички ракети воздух-земја ЦМ-400 АКГ со дострел од 400 км закачени на српски воен авион МиГ-29 ЦМ+, но и запаливата реторика што уследи по објавувањето на новиот оружен систем што го поседува војската на Србија го разбранува регионот. Хрватските политичари изразија загриженост за регионалната безбедност од тоа што Србија стана само трета земја во светот по Кина и Пакистан која поседува вакви ракети кои истрелани од српска територија може да погодат цели во речиси цела Хрватска, а поради нивната брзина која на крајот на летот достигнува 5 маха се многу тешки за соборување. Некои хрватски политичари почнаа да ја нарекуваат ракетата загребчанка со оглед на тоа што може да го погоди главниот град на Хрватска, а премиерот Андреј Пленковиќ изјави дека ќе го предупреди НАТО за новото оружје што го поседува Србија. Во изминатата деценија Србија сериозно вложува во модернизација на армијата со многу скапи и софистицирани системи, пред се од Кина, Израел и од Франција, но и од сопствено производство. Хрватска исто така набави француски борбени авиони Рафал, но ја има и заштитата од НАТО. Најавено е купување германски тенкови Леопард и американски борбени хеликоптери Black Hawk, а вложува и во дронови. Во меѓувреме, Косово, кое нема армија во вистинска смисла на зборот, набави турски дронови и најавува фабрика за муниција. Пред една година Хрватска, Албанија и Косово потпишаа декларација за одбранбена соработка со која ја потврдија намерата за засилување на трилатералната безбедност и одбранбената соработка. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека се работи за воен сојуз насочен токму против Србија, но оти граѓаните не треба да се грижат затоа што војската е доволно моќна да ги одврати евентуалните напади. Ми се припремамо за njihov напад. Да будемо спремни, па не мисле они да се бране од нас, они мисле да нападну. Они формирају војни савез да би напали у неком тренутку. Немој да нас плашите, господин. Што вас ја плашим? Па то сам веќе рекao пре месец и два. Нису они формирали... Немогуć напад, шта? A naravno, oni čekaju trenutak, čekaće trenutak koji će se dogoditi u budućnosti kada izbije veći sukob između Evropljana i Rusa i kada bude bi izbio još veći sukob na Bliskom istoku. Хрватскиот председател Зоран Милановиќ одговори дека е загрижен што Србија се вооружува со офанзивни оружја. Порача дека декларацијата со Приштина и Тирана не е никаков воен сојуз и оти Вучич дава чудни изјави. Безбедносни аналитичари од Србија и од Хрватска со кои разговаравме велат дека звечкањето со оружје на Балканот е загрижувачко. Не толку од самото оружје, туку од запаливата реторика која сметаат дека е пред се наменета за домашната јавност. Иронично е што пред 2 децении Србија и Хрватска имаа подобри односи отколку сега. Ove zapaljive izjave imaju unutrašnju političku svrhu i nije slučajno što je baš sada Srbija
objavila da posjeduje te rakete kako bi opet pokrenula spiralu militantnih narativa. Zbog čega? Pa zato što mi sad u Srbiji imamo 10 opština lokalne izbore i kad sadašnja vlast nema šta drugo da ponudi, onda se posegne za ovakvim ratno-huškačkim narativima. A kod njenih glasača Hrvatska važi za jednog velikog neprijatelja Srbije i uvek je najlakše mobilisati glasače na ovakvu retoriku. Воениот аналитичар Матија Блаќе од Загреб вели дека модернизацијата на армијата и набавката на нови оружја се легитимно право на секоја суверена земја. To je čisto jedna huškačka retorika koja nema podloge u stvarnosti. Taj savez koji je sklopljen nema nikakve težine i apsolutno da nije napadački. To je izvrtanje činjenica kad ga se na taj način doživi. Hrvatska je odbila odgovarati na te izjave gospodina Vučića. Dakle, Hrvatska se čak i ograničila u nabavci balističkih projektila ATACMS za naš sustav HIMARS, tako da i izričito je rečeno da je to zato da pokažemo da nemamo napadačke težnje. A Srbija na to odgovorila nabavkom iz sustava PULS dometa 300 km i ovih zračno-balističkih raketa CM400 dometa i do 400 km. Tako da zaista nisam sretan s time što se trošenje na naoružanje opravdava tim fiktivnim hrvatskom agresijom. Jer zaista ja ne mogu zamisliti svemir u kojem Hrvatska želi oružano napasti teritorij Srbije. Takav scenarij ne postoji ni sad, ni u 1000 alternativnih svjetova. Хрватска набавува западни системи во согласност со НАТО, додека Србија купува оружје од разни страни, меѓу другото и поради геополитичката ориентација на земјата. Воени аналитичари од Србија се сомневаат колку тие различни системи од различни земји може меѓусебно да се интегрираат. Дополнително, Србија наследи најголем дел од поранешната југословенска наменска индустрија, па произведува и сопствени системи. Во Министерството за одбрана велат дека ја следат ситуацијата во регионот. Безбедноста на државата и регионалната безбедност остануваат највисок приоритет за одбраната и за армијата и во тој контекст целокупната безбедносна состојба се следи во континуитет. Со членството во НАТО, нашата држава се позиционираше и како еден од столбовите на безбедноста во регионот и како составен дел на колективната безбедност на Алијансата и како држава која активно инвестира во развојот на армиските капацитети. Аналитичарите велат дека звечкањето со оружје може да предизвика трка во вооружување во регионот која ќе оди на штета на граѓаните, зашто парите може да се потрошат за покорисни работи. Од друга страна, трката не може да биде многу голема затоа што едноставно пари нема. Da se radi o nepotrebno velikoj količini novca proizlazi samo iz toga što je riječ o utrci. Znači, jedna je stvar kad vi gradite zaokružen vojni sustav koji je spreman da odgovori na sve prijetnje. Druga je stvar kad se uspoređujete sa susjedom i nabavljate panično stvari po većoj cijeni koje vam možda i ne bi inače trebale, samo zato da se uspoređujete sa svojim susjedom. To stvara dodatno trošenje, to stvara dodatnu paniku i nestabilnost i zapravo nitko ne profitira iz samog tog pojma utrke u naoružanju. Ja ne verujem da ovo sad što se dešava može da pokrene neku ozbiljniju trku u naoružanju ovih država, kažem, one ekonomski ne stoje na tom nivou da mogu sebi da priušte tako nešto. Во меѓувреме, Хрватска го врати служењето на задолжителниот воен рок, а Србија најави дека ќе го врати до крајот на годинава или на почетокот на наредната. Сепак, војска ќе се служи 2 до 2,5 месеци и се опфатени само мал дел од младите кои во двете земји не се заинтересирани за враќање на војската. Во Министерството за одбрана велат дека професионализацијата на армијата е успешен процес и во овој момент не размислуваат за враќањето на задолжителниот воен рок во Македонија. Тогашна СР Југославија, Хрватска и Босна и Херцеговина уште во 1996 година подпишаа договор за субрегионална контрола на вооружувањето, со кој се ограничува бројот на тешки оружени системи кои може да ги поседуваат државите.
Од сегашен аспект, тие бројки се недостижни затоа што никоја од земјите не поседува тенкови или авиони колку што е дозволено. Од друга страна, на договорот му треба обновување затоа што ограничува број на тенкови, артилерија и авиони, но сега најголемата закана се дроновите. Сепак аналитичарите велат дека треба да постои волја за такво нешто. Сметаат дека и покрај запаливата реторика и набавувањето на оружје, регионот не е загрозен од поголем конфликт. Можни се дестабилизации, но земјите на Балканот се сиромашни, изгорени од претходните војни со млади кои се иселуваат и население на кое му е преку глава од војни. А како ќе се рефлектира кризата на Блискиот Исток на економијата во Македонија? Ова прашање се наметна по драстичното зголемување на цената на нафтата на светските берзи, но и прашањето колку ова ќе потрае. Миомир Серафиновиќ со аналитичарите кои економски и безбедносно ги анализираат овие прашања. Иран во срцето на Балканот. Со години, од 2013 во Албанија, на 70 на километри од македонската граница и преминот Ќафасан, се наоѓа камп кој се вика Ашраф 3 и во кој живеат околу 3000 иранци, припадници на иранската опозиција во екзил, противници на актуелниот исламистички режим во Техеран. Поради ова место кое ретко се среќава во вестите од нашиот западен сосед, Иран и Албанија имаат затегнати односи. Пред неколку години, кога имаше масовен хакерски напад врз државната дигитална структура во Албанија, беа обвинети иранските власти. Минатата недела пак парламентот во Тирана изгласа дека Иранската републиканска гарда е терористичка организација. Кампот Ашраф 3 во јуни 2023 беше место на судири меѓу албанската полиција и жителите, припадниците на муџахединската организација на Иран. Загина еден иранец, беа повредени неколку десетици жители на населбата, која се наоѓа на 15 километри од Тирана. Полицијата соопшти дека истражувала сајбер напади и обвини дека иранската опозицијска група го злоупотребила гостопримството дадено во хуманитарни цели во договор со САД. Иран подолго време го има свртено погледот кон Албанија поради кампот Ашраф 3, но и кон Балканот, а во моментот далеку е од било каква можност за закана. Во овој момент не постои, во овој момент, значи збориме денес, следниве неколку дена, таква закана. Меѓутоа, ако војната се развие, се е можно. Гледате, се шири паника дека иранците најавиле дека ќе бомбардираат Бонд стил, па иранската исламска револуционерна гарда и се закани на Романија заради дозволување да се користат незините бази со напад. Каков напад ќе биде тоа, дали со балистички хиперсонични ракети или хибридни, тоа ќе видиме. Проблемот е она што кај нас многу навивачки ги гледаме работите, затоа мислам дека време е да ги гледаме работите себично, од наш интерес. Милно веднаш да ти одговорам, да не влагаме во параноја, нема никаква закана за Македонија од Иран. Нула. И во иднина. Ако тргне ескалацијата и ако биде загрозен опстанокот на режимот во Иран, напад на Македонија ли ќе мислат они? Државата и Балканскиот регион се далеко од борбите кои се водат на Средниот Исток, но последиците ги чувствуваат и граѓаните во регионот, особено економските. Клучните три елементи во обезбедување на економската стабилност во овие услови на глобална нестабилност, на глобални нарушувања во ланците на снабдување, зголемување на цените на енергенсите се во енергетската диверзификација, обезбедување колку што е можно поголема економска независност. Вториот битен сегмент за поуспешно справување со овие екстерни шокови е обезбедување на безбедност во делот на производството на храна, каде што повторно е неопходно да се иницира што е можно поголема самодоволност од аспект на производството. И третиот елемент е водење на внимателна фискална политика, заради тоа што е очигледно дека изминатите кризи несомнено го стеснија фискалниот простор, ги намалија можностите за задолжување.
но сега економските се претворат во безбедносни закани, бидејќи оние кои ја водат во операцијата во Иран воопшто не ги информираа своите сојузници од НАТО, меѓу кои Македонија, што ќе се случи и дека подобро треба да се подготвиме. Денеска, ако е најголемиот мој сојузник и партнер влага во војна без мене да ми информира, за да бидам јас спремен за последиците на ова војна или конфликт или битка или било што како се вика, ова значи ова е компромис, ова ми става во позиција каде јас нема да можам да преживеам ова конфликт. Војната на Средниот Исток допрва се разгорува. Излегува од сите временски предвидувања за завршување на воздушните напади. При незнаење кога ќе биде крај, на удар се синџирите за набавка. Она од кое зависат и граѓаните во Македонија. Трамп најде нов таргет – Куба. Земјата каде милиони луѓе гладуваат, немаат струја, немаат доволно храна, а преживуваат со по $15 месечно. Сега се плаши и од војна интервенција. Или, што би рекол Трамп, ќе ја земе мирно или на сила. Останува да видиме. Куба е парализирана поради нафтеното ембарго кое го наметнува САД. Од 9 јануари не се испорачува нафта. Почна и демонстрација, состојбата е тензична во земјата каде играта и песната, смејата, беа редовна појава на улиците на земјата. Државниот секретар Марко Рубио, кој самиот потекнува од Куба, бара преговори и начин како да се смени тамошната власт. Државата е во колапс, но прашање е кое сценарио ќе го одбере САД за да ја смени власта и да ја потчини. Куба. Речиси 11 милиони луѓе живеат во темнина. Струја нема и по 18 часа, а во некои помали делови од земјата доаѓа само 2 часа во едно деноноќие. Јадат, пијат, спијат, работат, живеат без основните потреби за екзистенција. Y darle pequeño colchoncito que le dan a las niñas en la canastilla aquí, para que ellas puedan dormir. Porque no es de otra. Yo si no tengo un ventilador recargable, yo si no tengo una planta, yo tengo que estar aquí a la intemperie, a esperar. Y nada, me pasé el día cuidando a mi mamá, a mis hermanos, estando con ellos en la casa, mucho calor porque vivo al final de un pasillo. Entonces nada, ahora mira la que es, voy a ir con mi amiga a Vedado, sentarnos en algún lugar que tengan electricidad y cargar mi teléfono, ¿sabes? Porque para comunicar con mis clientes de que no puedo trabajar, de que tengo todo cerrado ahora. Оваа агонија на кубанскиот народ трае подолго време, а ескалираше откако Трамп во јануари годинава се закани дека ќе им воведе царински тарифи на оние земји кои ќе ја снабдуваат Куба со нафта. Тој ја обвини Куба за соработка со непријателски држави и со тоа воведе санкции во снабдувањето со нафта. Односите меѓу САД и Куба се напнати од 1959 година, кога САД имаше неуспешен обид за превземање на земјата во познатиот залив на свињите. Од тогаш САД воведеа строги санкции за Куба, кои единствено беа нешто полабави во владењето на Барак Обама. Сега Куба е следен таргет на Трамп, кој според неговата изјава неделава порача дека ќе ја превземе Куба. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brothers are very violent leaders. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Оваа карипска земја, позната по кубанските пури, убавата музика и веселиот народ, старите олтајмери, убавите песочни плажи, полека тоне во најголемата економска криза досега. Дури и Трамп признава дека е преубава, но не ги крие апетитите. I think Cuba, I don't know, in its own way, for tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, They won't be asking us for money for hurricanes every week.
But I think Cuba see the end. Најголем снабдуваш со нафта за неа во минатото е Венецуела, која пак за возврат од социјалистичка Куба добивала експертска помош за уредување на социјалниот пакет, здравството и други потреби, пред се во науката. Но со апсењето на Мадуро од страна на САД и превземањето на танкерите за нафта, Куба остана без главниот снабдувач. Врските се историски уште од времето на владењето на Фидел Кастро, кој овие договори ги направи со тогашниот претседател на Венецуела Хуго Чавес. Но економската криза во Венецуела, застарените нафтени постројки на земјата, доведоа до помало производство на нафта, а со тоа и помал извоз кон Куба. Мексико е втората земја која со драстично помали количини од оние кои ги доставувала Венецуела извезува за Куба. Но тоа не е доволно. Како земја од Латинска Америка по заканите на Трамп, Мексико внимава да не падне во устата на американскиот претседател. Иако традиционални партнери со некогашниот Советски сојуз во време на комунистичкиот режим, Русија сега има своји проблеми. Испорака на нафта за механизацијата на боиштата. Куба е сосема во друг план. Иако Путин најави помош, таа не стигнува, барем во нафта. А неговиот портпарол Дмитрий Песков најавува дека Русија одржува контакти со кубанските пријатели и дека прашањата се решаваат. Кина испрати хуманитарна помош во храна, а брод со храна стаса и од Мексико. Claro que puede ser un alivio, para las personas más vulnerables sobre todo, que sé que se están haciendo análisis, estudios y levantamientos para apoyar a estas personas con esas donaciones, aunque claro que no es la solución, pero claro que es una ayuda. México es un país que siempre ha estado con Cuba y más ahora en estos momentos que son momentos críticos, momentos duros y sí. Министерството за енергетика и рударство соопшти дека дошло до целосно исклучување на електроенергетскиот систем и дека се врши истрага, додавајќи дека немало дефекти кај единиците што работеле во моментот на колапсот. Застарената електрична мрежа во Куба значително се влоши во последниве години, што доведе до се почести дневни прекини и блекаути низ целиот остров. 61 годишниот Томас Давид Велксес ги опишта честите прекини како злоупотреба. La corriente, no, eso es abusivo. Ya se han pasado de rosca. ¿Qué cree que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Que nos metan 1, 2 días, 3 días sin luz. Y lo poquito que tenemos para comer se echa a perder. Y nadie responde nada, ni nadie resuelve nada, ni nada, todo lo mismo con lo mismo aquí. No se puede hacer nada. Comer, como oscura, duermo oscura. Desayuno oscura, me baño oscura, todo oscuro, todo, siempre oscuro, toda la noche oscura. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir más? Председателот Мигуел Диас Канел изјави дека земјата не добила испораки на нафта 3 месеци и дека се потпира на соларна енергија, природен газ и термоелектрани, при што биле одложени операции за десетици илјади пациенти. По сите блокади и кризи, Куба се обидува нафта да снабди од сопствени извори, но тие количини се недоволни. Минатата недела се случи и неколку демонстрации против актуелната власт. Но тие се значително помали од масовните протести во 2021, кои беа наречени историски, каде главната причина беше недостигот на храна по ковид кризата и долгите прекини на струја. Луѓето протестираа против Мигуел Диас Канел, кој е прв председател на Куба, што не е од семејството Кастро. Удирајќи по тенџериња, вака сегашните демонстрации символизираат глад и сиромаштија. И овој пат, причина за протестите се прекините на електрична енергија, недостигот на храна, лекови и гориво, но и високите цени поради инфлацијата. Просечната плата во Куба е од 10 до 15 долари, а млекото, кое е ретко, е 1/3 од платата. Лебот е поевтин, но е во мали количини. Не се мери во килограм, туку во грамови. Vivimos ancianos, 70 y pico años los dos. Ella está enferma también. La comida se echó a perder. Estoy viendo unos 3 pedazos de pollo ahí a ver si podemos sacarle algo ahí. Está malo, muy malo la vida. Muy mal, sin nada. Mal, muy mal.
Ya con deseo de ir, morirse ya uno para descansar ya de este cingado país. Que Dios me perdone, y usted, por hablar así. De la luz, que hay un bayú con la luz que no puedo, mira. Una persona fracturada, cayó de 27 escalones por el bonche que hay con la luz, no entiendo nada, mira. Tengo que operar mi todo, de la mandíbula que una, porque me caí por la luz. Туристи речиси да нема, а оние кои се затекнале во вакви услови ги чувствуваат последиците како и жителите. Yeah, so we didn't have power for a segment of time every day, and then the blackout started yesterday while we were there. Mm-hmm. But we never felt unsafe, thankfully, and people are still able to get places. There were riots when we were there happening in the streets. So, last night we were sitting outside on a rooftop, and we heard, some people yelling in the streets, and that's what our Cuban friend said. Those are the riots happening. We kind of heard some while we were asleep too, some of the people in our group. But we were all in a safe space. We weren't near that at all. Но животот продолжува со револуционерниот кубански дух, поттикнат од Че Гевара, кој се уште е символ за истреност. Неговите зборови пред смртта, соочен со екзекуторот Пука и Кукавицо, само човек ќе убиеш, се уште се слават. И во најтешките мигови сепак, кубанците успеваат да бидат позитивни, со румба, салса, мамбо. Од Куба неодамна се врати Владимир Ѓузелов, кој ги забележа сите овие промени. Низ фотографии и снимки раскажува како живеат жителите и дали има надеж да преживеат со ваква економска и социјална криза. Еве го интервјуто. Со мене е Владимир Ѓузелов. Добро вечер, благодарам што сте вечерва во КОТ. Добро вечер, Жана. Јас веќе најавив нешто што е многу интересно. Неодамна се вративте од Куба. Каква беше посетата туристичка и што ве мотивираше да отидете приватно таму? Да, посетата беше чисто приватна. Јас патувам на многу места во светот, сум бил, ова беше мојата 49-та земја која што сум ја посетил. Одамна имав желба да ја посетам Куба. Иако бев предупреден и знаев за проблемите со кои што се соочува оваа земја, посебно после јануарската интервенција на Соединетите Американски држави и апсењето на венецуеланскиот председател Мадуро, таа земја престана да ја снабдува Куба со нафта и нафтени деривати, а следствено на тоа и Мексико, што значи Куба остана навистина под огромно нафтено ембарго со сите следствени проблематики кои што беа предизвикани заради тоа. Сепак, јас картите ги имав купено порано, читав, се информирав и сепак решив да ја посетам оваа земја и не желам заради тоа. Дали имавте проблеми при влегувањето во Куба? Дали се уште туристички може да се патува? Затоа што, добро, гледаме дека состојбата ескалира. Да, се уште може да се патува во Куба. Иако голем дел од авионските компании, тука вклучувајќи ги летовите од Франција и од Шпанија, меѓутоа пред се нивните најголеми посетители од Соединетите Американски држави, Канада, па дури и Русија ги прекина сосем летовите за Куба. Тоа се должи на фактот дека авионите, односно аеродромите во Куба не можат да ги снабдуваат своите клиенти со керозин заради нафтеното ембарго. Можете да замислите покрај ова нафтено ембарго и ударот врз економијата што го предизвикува практично и непосетеноста на земјата. Јас, колку што можев да се информирам, Куба била посетена во 2018 година од 4,7 милиони туристи, зборуваме за пред ковид периодот. После, за време на пандемијата се разбира и после пандемијата, туристичките
понуди, односно посетеноста на Куба се намалува значено, меѓутоа во овој момент, колку што се информирав, посетеноста е падната на под 10% од нормалните времиња. Јас ги посетив само Хавана и Варадеро заради ограниченост на патувањето што се должи на високите цени кои што се наметнати на транспортните услуги. Колку е, например, извинете, ако се оди од едно до друго место, кај таа просечна цена? Јас еден автобус со кој што патував од Хавана до Варадеро. Варадеро е една од најпознатите туристички дестинации што се однесува до карибските плажи, море и која што е најпосетена во целата земја. Тоа патување од околу 120 км го платив $35. Бев информиран дека во нормални услови тоа е $5. Сакав да ја посетам и Сантиаго де Куба, која што се наоѓа на екстремниот југоисток на земјата, меѓутоа тоа патување беше многу далечно и многу скапо и со сосем лимитирани врски. Значи, туризмот како една од основните економски гранки на оваа земја е паднат на минимално ниво со децении наназад. Понудите се ограничени, хотелите, односно ресортите затвараат и ги ограничуваат луѓето да посетат само неколку, бидејќи ги рационализираат, да кажем, хотелите, кои што се сепак во државна сопственост, па така да кажем им се може да затворат еден хотел па да ги преместат туристите во друг и така натаму. Во Хавана имаме и фотографии, јас само да подсетам и снимки од плажите. Ако може да режијава еве да ги видиме тие плажи и ресорти, и како што гледам на снимкиве, практично е празно. Да, ова е еден туристички центар во Варадеро кој што ме потсеќаше малку на Беверли Хилс тука во Скопје. Како што гледате, има и вработени во кафулињата, односно рестораните, кои што се и тие државни службеници, државно вработени, и сепак државата обезбедува минимум услови за да можат туристите да имаат каква таква понуда. Верувате дека јас можев да избројам повеќе од 200, да кажем, вработени во сите овие места кои што ќе ги видите. Ова е руски ресторан, например, вработени кои што ги обслужуваат рестораните со нормална услуга, значи готвачи, келнери, шанкери и така натаму, а туристи, како што можете да видите, има минимално или нула. Ова е 8 часот навечер, гледачите можат да видат како изгледа едно време кога што луѓето, односно туристите, би одале на вечер. Овие се локалци кои што работат во продавниците, пак ќе кажам, тие се државно вработени, бидејќи приватната сопственост е сведена на минимум во Куба, и тие одат на своите работни места, да кажем, затоа што мораат, така им е наложено и треба да ги обслужуваат туристите, кои што воопшто ги нема. Улиците на Хавана се буквално празни. Да, сакавте да кажете баш тоа како е во Хавана. Да, ова е ноќен клуб, Хавана клуб, кој што во нормални услови обслужувал стотици, да не кажам илјадници туристи. Јас влегов неколку пати во клубот, имаше обезбедување, 2-3 шанкери, 2-3, меѓутоа буквално ни еден турист. Да, и плажите се пусти, не е она... Затоа што Куба е типична за врева, за танцување, за овој пат... Така е, плажите во Варадеро беа комплетно празни, освен по некој залутан турист, еден хотел кој што работеше, имаше некои италијански туристи ги видов, меѓутоа тоа беа десетина буквално. Во рестораните, како што може да видат и гледачите, нема никој, буквално е празно. Дали има храна во рестораните? Да, рестораните се обслужени со храна. Јас во неколку од овие ресторани имав прилика да јадам. Има доста пристапни цени кои што за наши услови, европски да кажем, или од западниот свет, се доста пристапни, меѓутоа за нив, за кубанците се неверојатно скапи. Тоа ми е и следното прашање, каква е економската состојба со оглед на ембаргото? Последните снимки од таму се дека нема струја, дека и друг пат немало струја, меѓутоа сега може цело деноноќие да нема електрична енергија и дека е навистина во голема криза. Па, Куба се наоѓа во една од најголемите економски кризи, како што дознав во својата историја.
Нафтеното ембарго си го прави своето. Цените на нафтата, која што не доаѓа по легален пат, дознав дека доаѓа од околните земји со шверц, со не знам какви мали чамци и бродови. Цената достигнува на 1 литар нафта од 6 до 8 долари, што можете да замислите каков ценовен удар е за целата економија на една земја, а и самата нафта се наоѓа на многу лимитирани места и за транспорт на основни потреби за државата. Приватниот транспорт е целосно парализиран, можам да замислам со какви предизвици се соочуваат сите оние кои што треба да им дојде ориз, кои што треба да им дојде зеленчук од централните подрачја земјоделски на земјата во Куба, во Хавана или во туристичките центри или во поголемите градови за обслуга на граѓаните. Како одат? Пешки одат? Како е воопшто, како да се преживее овие фотографии што ги имаме на видеозидот се исто така од вас фотографирани? Како се снаоѓаат? Затоа што тука гледаме еве нова фотографија, многу смет, запрежни коли. Може и тие фотографии, ако може режијата да ги пушти. Јавниот транспорт е комплетно парализиран. Има автобуси градски во многу лимитиран број и се разбира нередовно. На автобуските станици видов огромни гужви и кога ќе дојде тој еден автобус се создава една огромна мешаница кој прв да влезе, луѓето се караат, трагични сцени. Се решава да одат и автостоп, видов навистина во Хавана луѓе вработени во државни институции, дотерани, им завршува работното време, застануваат пред автобуската станица, чекаат долго време за автобусот доаѓа, не може да се качат и едноставно се решава да заминат, да стопираат некоја кола и да заминат со првиот случаен возач до својата дестинација или барем некаде поблиску до дома. Имаше еден келнер во еден ресторан кај што работев, ми кажуваше дека 15 километри на ден оди до работа и назад пеш, затоа што едноставно не успева да најде јавен транспорт. Видов на автопатот кога се движев кон Варадеро, луѓе да одат и пешки. Колкава е платата просечна и дали може воопшто да се купи храна која што верувам и дека ја нема во изобилство? Од она што дознав е просечната плата на државен службеник се движи околу 5000 пезоси, кои што кореспондираат на црниот пазар, бидејќи инфлацијата е галопирачка, цените на еврото и на доларот секојдневно се качува. 5000 пезоси кореспондираат на околу 10 долари. 10 долари месечно? 10 долари, да. Колку што дознав дека чини половина килограм, односно 1 килограм пилешко месо. Жителите на Куба ја имаат таа нивна социјална картичка, либрета се вика, и се снабдуваат со основни производи во социјалните продавници, наречени бодеги, каде што државата по навистина многу ниски цени од по неколку денари им дава дневни порции како некој парче леп или салама. Тоа се дневните порции, на месечно ниво имаат право на неколку килограми ориз или граф или грашок, млеково прав и мортадела, значи, една салама, колку да преживеат, да. И тие ги добиваат по навистина многу ниски цени. Постојат продавници приватни во кои што цените на производите се навистина високи и за наши услови, бидејќи заради ембаргото и оддалеченоста на извозниците, односно во нивен случај увозот на производите со кои што се снабдуваат е многу висок. Па така, не знам заради која причина, јајцето, една табла јајца кошта колку една просечна пензија во Куба, односно околу 3000 пезоци, околу 8 американски долари. Исто така забележав недостаток на млеко. Навистина необјаснимо за мене како една земја како Куба
Не може да произведе јајце и млеко, меѓутоа тоа се можеби проблематиките на социјалистичкиот режим за кој што не знам јас кои би биле објаснувањата. Дали производството им е ограничено, дали немаат планско производство, навистина тие работи јас не ги знам, меѓутоа имаат едно млеково прав кое што навистина чинеше многу за нивни услови, односно $3-4 чинеше. Имаше ли демонстрации кога бевте вие, затоа што веќе почнува да се развиваат неколку сценарија за судбината на Куба, превземање по мирен пат и прекинување на ембаргото, демонстрации, па превземање или нешто трето. Почна некои демонстрации против комунистичката партија, меѓутоа немаше се до сега многу вести додека Трамп не се изјасни за тоа дека е следен таргет Куба. Ги видов јас тие демонстрации, меѓутоа јас се вратив пред околу една седмица и тие настана минатиот викенд, ако не се лажам. Јас не видов демонстрации, меѓутоа разговарав со многу луѓе, од просечни граѓани на улица, газдарицата на апартманот каде што живеев, обични луѓе, нели, келнери и така натаму. Од нивните зборови можев да заклучам дека има голем гнев, односно голема, тоа се должи на големата мизерија во која што живеат во сопствената земја. Ги обвинуваат, се разбира, Соединетите Американски држави заради ембаргото кое што им го имаат наметнато веќе повеќе од 60 години и следствената економска ситуација која што е предизвикана од тоа ембарго. Меѓутоа, не кријат и не им фалат критични зборови и за нивниот режим, односно за нивната влада. Како, ако дојде до тоа да има интервенција, како би ја дочекале луѓето таа интервенција од Америка? Не можам да очекувам, не можам да предвидам како би реагирале. Меѓутоа, добив печаток дека додека за легендите на кубанската револуција од 59-та година, тие имаат се уште позитивно мислење, како нели браќата Фидел и Раул Кастро, за новото раководство, за председателот кој што е роден, за сегашниот председател кој што е роден во 1960 година, една година по кубанската револуција, нема толку високо мислење. Значи се додека се уште ги чуваат во некое стаклено звоно, да кажам, или во некаков идеал, нивните големи лидери Фидел Кастро, Раул Кастро, да не го заборавиме, и Че Гевара, легендарниот револуционер, кој што исто така учествува во кубанската револуција, се уште ги чуваат во добро мислење за новото кубанско раководство, релативно ново, нели, нема толку големо мислење и не ги чуваат, не го кријат на задоволството кон нив, затоа што ги сметаат и нив виновни зошто економската ситуација во земјата е на такво ниво доведена. Дали размислуваат за емигрирање, за напуштање на Куба? Па да, прашањето е на место. Огромен број од луѓето со кои што разговарав се спремни да емигрираат, да ја напуштат земјата заради мизеријата во која што живеат. Не исклучувам сценарио за насилни протести. Јужна Америка е била одсекогаш поле за преврати и самата Куба имала и воени удари и интервенција од страна. Меѓутоа и една таква интервенција и од страна, јас не знам навистина како би била дочекана од страна на популацијата која што навистина доведена до изгладнување и до очај. Сепак има и убавини Куба, по тоа е позната, по убавите олтајмери, кои што исто така вие ги фотографиравте и ни ги дадовте фотографиите да ги прикажеме. И се уште колку што видов според вашите видеа и фотографии се наоѓа и по некоја песна на улиците на Хавана, претпоставувам, или некој друго место во Куба.
Куба е прекрасна земја, сум сигурен дека и повторно ќе ја посетам. Има премногу карактеристики кои што се баш специфични за таа земја, покрај природните убавини. Тоа се луѓето и покрај сите овие проблеми, покрај цела оваа немашта и мизерија која што јас ја видов, го задржуваат ведриот дух. Има забави на улица на кои што можев да присуствувам, од улични изведувачи, од секоја втора, трета куќа може да се чуе некоја музика, луѓето внатре танцуваат, навистина го задржуваат ведриот дух. И оно што е најважно за еден турист, се уште на улиците на Хавана, да не зборам за Варадеро кој е сосема сигурно, се уште на улиците на Хавана јас се чувствував сосема безбедно и не ми се случи никаков инцидент или проблем. Значи луѓето се срдечни покрај кризата така, во која живеат. Така, гостопримливи, срдечни и така натаму. Што се однесува до олдтајмерите, да, тие се присутни нели уште од времето на предреволуционерниот период. Тоа се стари пред се американски или руски коли. Видов најразлични видови од Лади, Москвичи, Волги, Плимут, Шевролет. Тоа се коли кои што некои од нив имаат повеќе од 60 години и како што разговарајќи со некои од нивните собственици, тие целосно ги реставрираат, значи од каросерија до мотор, до бандажи и гуми дури произведуваат и ги репарираат. Еден Плимут што видов од 48 година ми кажа дека внатре има Мерцедес. Го менуваат комплет моторот, трансмисијата. Возат, да. Значи, кој сака да се вози во добри олдтајмери. Се возев и јас, се разбира, еден круг свртевме, меѓутоа цените во споредба со минатата година, да кажеме, се многу високи заради цените на нафтата и нафтените деривати. Ви благодарам многу за ова интервју. Навистина ексклузивно се ето ова што го говорите, меѓутоа и фотографиите и снимките кои веќе ги прикажаме и во кода. Благодарам уште еднаш за интервјуто. Благодарам и на вам. Многу кризи и случувања во геополитиката. Се надеваме со што помал импакт на Македонија. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код. Се гледаме идната недела во исто време. А ви имајте пријатна вечер.